По прекинот во работењето и подобрувањето во системот за испуштање издувни гасови од фабричкиот оџак, компанијата за рециклирање хартија Paper Mill повторно почна со производниот процес. Производството беше запрено пред околу 1 месец со одлука на раководството на фабриката, откако Државниот инспекторат за животна средина издаде решение таа да работи единствено на котел на природен газ, се до моментот на решавање на проблемот, поради кој се јавило надминување на пропишаните гранични вредности. Согласно последните мерења на акредитирана лабораторија, емисиите во воздух на речиси сите параметри беа во рамки на А интегрираната дозвола, а отстапки беа евидентирани единствено во емисијата на јаглероден моноксид, стои во писменото известување од Paper Mill. Во текот на едномесечниот прекин на работењето, фабриката интензивно работеше на финализирање на унапредувањето на производните процеси, а во насока на обезбедување поголема енергетска ефикасност, со тоа и дополнително намалување на емисиите. За намалување на нивото на јаглероден моноксид и негово доведување во гранични вредности, како и подобрувањето на перформансите на ложиштето на котелот за подобро согорување на горивото, инвестирано е во дополнителни вентилатори и каналски систем со дифузери, подпомогнати од фреквентни регулатори. Направено е и детално чистење на котелот на биомаса, а поставени се мерни и регулациони инструменти со кои се врши автоматска регулација и континуирано следење со нивото на емисии, стои меѓу другото во писменото известување од компанијата Paper Mill. Од Кочанската фабрика за хартија нагласуваат дека дополнително е подобрен и системот за одземање цврсти честички од издувните гасови, односно унапредени се перформансите на така наречениот врекест филтер. Подобрен е и технолошкиот процес, што директно влијае на потрошувачката на пареа, односно инсталиран е нов вакуум систем, како и систем за фино прочистување на масата. Во изминатиот едномесечен период, додека траеше прекинот во работењето, Paper Mill ги задржа сите 109 вработени со целосна исплата на плата, а со рестартирањето на производството, целиот колектив повторно се враќа на работа. По финалните прилагодувања во текот на работниот процес, од фабриката информираат дека кон крајот на август акредитирана лабораторија ќе изврши контролни мерења на испуштањето издувни гасови од фабричкиот оџак. Советничката група на СДСМ од Кочани упати јавен повик за одржување воредна седница на Советот на општина Кочани. На неа би се разгледувале последиците од неодамнешното невреме и помошта што може да им се обезбеди на оштетените граѓани. Сите ние бевме сведоци на големото невреме кое ја зафати нашата општина. Обилните врнежи од дожд предизвикаа штети не само во комуналната и сообраќајната инфраструктура, туку и во речиси секое домаќинство. Затоа Советничката група, предводена од СДСМ и коалиционите партнери, поднесе барање до градоначалникот на општина Кочани и председателот на Советот на општината за итно свекување на воредна седница на Советот со единствена точка на дневен ред, информација за штетите предизвикани од невремето и спроведување итни мерки за помош на граѓаните чии објекти претрпеле штета. Од општината веќе упатија апел до оштетените граѓани да поднесуваат пријави кои би биле разгледувани од надлежна комисија и дополнително истите би биле обештетувани согласно можностите. Сепак сметаме дека ваков сериозен проблем кој ги засега сите граѓани мора да биде транспарентно и неселективно елабориран, не само со давање предлози за санација на штети и материјална помош, туку и со разгледување на причините кои доведоа до последици од толкави размери. Стои во писмениот повик за одржување воредна седница на Советот на Советничката група на СДСМ Кочани. Општина Зрновци презеде активности чија цел е зголемување на безбедноста на пешаците, како и регулирање на брзината на моторните возила. Согласно одлуката на Советот на општината, беше изготвен сообраќаен проект. Според него, на 7 локации веќе е поставена сообраќајна опрема за регулирање на брзината на движење на возилата, односно така наречени лежечки полицајци. Со проектот опфатени се влезовите на 3 населени места Мородвис, Видовиште и Зрновци. Исто така, лежечки полицајци се поставени и на улиците покрај основното училиште Синиша Стоилов и детската градинка Бисерчиња, како и на најфреквентните улици Маршал Тито и крак од улицата Илинденска.
Од општина Зрновци информираат дека се преземаат и активности за подобрување на комуналната опрема на јавните простори во населените места. Со нив, старите и оштетени клупи се репарираат и ќе бидат повторно поставени на повеќе локации во населбите. Во соработка со вработените во комуналното претпријатие Водна кула, откриен и саниран е дефект на водоводната мрежа во селото Мородвис. Оштетувањето на цевководот било причина за подземна загуба на голема количина вода за пиење од водоводот. Тоа предизвикувало и повремено празнење на резерварот за водоснабдување. Со санација на дефектот се очекува водоснабдувањето на жителите на Мородвис осетно да биде подобрено уште во текот на летниот период. Општина Кочани ќе инвестира околу 4000 евра за набавка на нови сообраќајни знаци и придружна опрема. По направените увиди на терен, што само иницијативно, а и по доставените барања од граѓаните ги направиле службите во локалната самоуправа, констатирано е дека дел од знаците се оштетени, а неопходна е нивна целосна замена. На одделни места потребно е поставување нова сообраќајна сигнализација и опрема. Поради тоа во тек е постапка за јавна набавка на нови сообраќајни знаци, сферни огледала со придружна опрема, столбови за знаците, како и флексибилни столбчиња за тротоари. Главно, сообраќајните знаци што ќе се набавуваат се однесуваат на ограничување на брзината на движење на возилата, како и повеќе патокази и дополнителни информативни сообраќајни табли. За набавка на вертикалната сообраќајна сигнализација и опремата, од општинскиот буџет ќе се потрошат 250.000 денари. Контролите на службите во локалната самоуправа покажале дека дел од знаците се оштетени, односно украдени, а некои се искорнати и со се столбчињата на кои биле поставени. Освен тоа, недостасуваат и сообраќајни обележја на повеќе улици во дел од населбите во градот и населените места. Појавата за уништување и крадење на сообраќајната сигнализација е загрижувачка. Од пописот што се прави на терен, непишано правило е годишно да недостасуваат по околу 100 сообраќајни знаци во општината. Освен оштетувањата и кражбите на знаците, често се крадат и оштетуваат и држачите на кои тие биле поставени. Тендерската постапка за набавка на сообраќајните знаци е во тек, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните добавувачи е до 29 јули. Се очекува во период од 2 месеца на сите места каде што знаците се уништени или недостасуваат да бидат поставени нови. Од општина Кочани упатуваат и повик до граѓаните, доколку забележат уништување на сообраќајната сигнализација или другата урбана опрема, тоа да го пријават кај надлежните служби и органи. Фудбалскиот клуб Осогово ги почна подготовките за настап во новото првенство во третата фудбалска лига. На стадионот Никола Мантов се одржа првиот тренинг со фудбалерите, со што шефот на стручниот штаб Ефтим Аксентиев најави дека екипата веќе се оформува, а познати се и имињата на најголем дел од оние кои ќе ги бранат боите на клубот. На првата прозивка се озваа 20 на фудбалери. При тоа, најважно е што сите потекнуваат од Кочанскиот фудбалски погон, односно нема дојденци од страна. Заедно со Аксентиев на подготвителните тренинзи ќе работи и тренерот на голманите Јоже Јовановски. Од екипата очекуваат добар настап во првенството, со што ќе се оправда очекувањето Осогово да биде главен фаворит. Имаме вкупно на број 20 играчи, од кои 4-5 се нови играчи, потекнуваат од нашата школа на ФК Осогово, има 2-3 деца од школата на ФК Брегалница, значи планот е да се надпреваруваме со што повеќе домашни играчи, играчи од ФК Осогово, од нашиот град. Значи од 80 до припремниот период, подготовките ги планираме да бидат тука. Значи планираме и дводелни припреми, од сабале тренираме, по планина тренираме, тоа е планот на нас и на играчите, Планот е уште 20 до 3 наши играчи што играат во Осогово минатото, сега се во други клубови, планираме да ги вратиме назад. Тоа е отприлика, тоа е со играчкиот кадар. За сега се договорени 2 контролни средби. Едната со Каменица Саса, а другата со Борецот Велес. Термините треба дополнително да бидат усогласени.
Освен подготовките на екипата, од раководството на Осогово најавија дека во наредните денови ќе се работи и на средување на теренот на стадионот Никола Мантов, главно на косење на обраснатата трева и отстранување на недостатоците за редовно одржување на тренинзи и на предстојните надпревари.